Прв соговорник, професор доктор Никола Пановски, значи почнуваме со стил. Професор по микробиологија на Медицинскиот факултет во Скопје, исклучителна чест ми е. Добре дојавте. Благодарам. Добре. Да искористиме ова време кое што ни го одвојувате на најдобар можен начин. Ќе ве прашам некои работи кои ме интересираат, на пример. Колку знаеме реално и искрено за вирусов? Еве, некако пластично да им објасниме на луѓето. Ако да речеме пример за нешто што изгледа многу технолошки напредно, пример Формула 1 болид, но сепак ние за тој Формула 1 болид се знаеме. И како вози, и како да е побрз, и каква е аеродинамиката, и каков е тој даунфорс и така натаму и така натаму. За вирусов знаеме ли пример колку? 50% или? За вирусов со денешна технологија, иако е релативно нов, меѓутоа има негови браќа, како SARS 2002, братучеди, може да кажем дека знаеме 99%. Значи знаеме како го штетува организмот, како се шири, не до крај, меѓутоа прилика знаеме. Што не знаеме ние? Значи, формулата знаеме, него знаеме се уште најсложеното суштество на светот, човекот. Секој човек е личност за себе. Значи, не знаеме зошто кај едни луѓе ништо не предизвикува, тоа е прва категорија. Значи, има луѓе кои ќе бидат во контакт со вирусот. Меѓутоа, никако не се фаќа кај нив. Тие се имуни на него. Зошто се имуни, тоа треба да се докаже понатаму. Тоа не го знаеме зошто се едни луѓе имуни. Потоа, втора категорија се луѓе кои се заразуваат со вирусот, меѓутоа не оболуваат. И трета категорија се луѓе што оболуваат лесно. Сите овие три групи заедно чинат отприлика 80% од позитивните. Меѓутоа ние повеќе ги знаеме оние позитивни што имаат симптоми, што се болни. 20% имаат посериозни инфекции кои личат на грип, со температура, со болки, со кашлање и така натаму, и од нив 5%, значи сите 100, отприлика 5% бараат болничко лекување, од кои некои бараат и интензивна нега. Значи именно 5-6 категории кои не може да ги дефинираме зошто тоа се случува. До негде може, имаме имунокомпромитирани и така натаму, меѓутоа има луѓе кои се, што знам, маж и жена живеат заедно, едниот е болен, има симптоми, биле у контакт, уста на уста, да кажеме, вулгарно, и другиот не се разболува. Дури кога го испитувате негатив. Или имаме случаи кај што се здрави, меѓутоа сега кога ги спуштаме од карантин, испаѓа дека сепак се заразиле. Меѓутоа они најверојатно нема ни да се разболат, шом до сега не се разболеле. И тие се таа група што го шири вирусот. Тоа е разлика од оној SARS првиот, кај што немаше вакви асимптоматски, волкав број на асимптоматски случаи. Тој што е болен, се штитиме од него и така натаму. Сега не знаеме точно од кого да се штитиме и правиме карантин за болест кој инаку не е во списокот на карантински болести. Меѓутоа, тоа е тоа што не го знаеме. Значи, ние ги знаеме овие што се имуни, тие може да кажеме дека се возачите на Формула 1. Тие знаат да возат, а сите останати не знаеме што ќе направат кои ќе се кажат у Формулата, односно кои ќе се среднат со вирусот. Некој ќе извози, некој ќе загине. Да им даеме, може ли... способност, односно во случај природен имунитет. Може ли некој совети? Конкретни некои совети, сега ќе ве прашувам, може и смотано ќе делувам, пример. Еве, доаѓам дома, сум бил да пазарам во супермаркет. Треба ли вела да ги фрлам облекава да ја фрлам одма на перење, пример? Не. Ептен ако сте слегли у лифт и комшијата ви кивнал, треба да избањате и се. Меѓутоа инаку надвор ако сте биле, не. Меѓутоа пример ќе кажам, што може да направиме? Иако се ова теоретски работи, не се пренесува така, добро, и ги нема во препораките, нели имаме препораки, меѓутоа ги нема во детали, еве ја ќе кажам, мора да излеземе надвор. Го отвараме лифтот. Така. Стискаме на нула, кај што сите стискаат. Ако пред известно време комшиката или комшијата влегол бил позитивен, а е здрав како вие, или лесно болен. Така. Си искашлал на раката, не вака, туку вака, и стиснал на копчето. Така. Вие мора да стиснете на нула, ако сега да се симнете доле. Некој што може, пешки некој одиме, и тоа некој мора. И се од тука одиме директно во продавница. Добро. Може и маска да стави. И секоја ставаме маската, на прстот ни се вирусите. Тоа е една опасност.
Второ, зимате кеса, мене тоа ми се случува, не се отвара кесава никако да ставите нешто, овоше, знаеш. И ако се забравите да се лизнете, прстот, значи не треба лизнете, треба плюкнеме на него, што треба да направиме? Ева, обична салфетка или книжно маранче. Значи, кога влегуваме во лифтот, прво, ваката, отвараме, тоа и кинезите, вака стискаме, излегуваме надвор и ова го фрламе. Носиме друго у джебот за враќање. Па ќе влеземе пак. Мислам, штитна работа е и е многу ретко ова да се случи, меѓутоа еве за секој случај Добро, ова е позначајно отколку облеката. Облеката нема врска, мислам, нема кај да се добие. ова зборуваме за некој Во воздухот го нема вирусот надвор воопшто. Тоа е толку разредено. Ептен треба да бидете во некоја просторија кај што имало, не знам, автобус како гужва, кај што е, па некој кашал, кивал, па тоа зарече тај и облекава ќе фрлам на перен. Таа толку ќе замириса, не ви треба ни од вирусот. Да, баш така. Тоа е така, мојот одговор што можам да кажам покрај оние мерки кои се многу добро образложени од и ги гледаме на телевизија. Тие се мерките, не треба сега да измислуваме нешто друго. Го кажувам бидејќи вие кои идете надвор, не може да ги измиете рацете. Кога се враќате не е страшно и да не носите маранче. Ако вие влезете и прво ги соблечете кондурите, не шетате со нив и право на миење на раце. Тоа е најважно. Миење на раце до крај. Така, и дефинитивно да си се пазиме, нели, кога се фаќаме за лице, да бидеме алкохолни и така натаму. Ја на другари цело време прашуваат дали кој ќе се напиеле ракија, ги викам ќе ги штити. Викам пошто се психички така составе, пите си, али оставите на крај еден дел од секоја чашка на рацете и вака направите и малце на лицето после. Тоа се што да правиме, да се смееме малце. Баш така. Можеме да се пословаме. Може, апсолутно. А што е со овие марамчињата, да речеме, кај што пишува антибактериски? Значи нешто тоа или? Порано не пишувале антивирусни, бидејќи никој пред 10 години, ја гарантирам, никој не можел да помисли дека вирус се пренесува со прљави раце. Се знаело, со прљави раце, хепатит А од вирусите и овие цревни болести, дизентерија, тифуси и така натаму. Меѓутоа се повеќе има такви сознанија дека остануваат вирусиве на настинки, па и овој, долго време на површини, па затоа не им текнало да напишат антивирусни. Не знам дали делуваат, не знам состав, таму не пише на маранчињата што состав има. Тоа знаете што го произведува. Меѓутоа самото бришење врши чистење на површината и го отстранува евентуално вирусот на рацете. Меѓутоа, ако рацеве не ги допираме до лице, нема да се пренесе дури да е на рацете. Тоа е втората работа, покрај миењето на раце и да не ги допираме кога веќе нешто сме допрале. Значи, сега сме дома, кој ќе излеземе надвор, кратко сме надвор, тие пола сат, 15 минути во продавница, на работа, ако сте, имате можност да се измиете, штом допрете нешто, не ги ставите рацете во уста, дека не стигнете дома. На работа имате чешма, ќе се измиете, ако треба и 10-15 пати на ден. Апсолутно, апсолутно. А мобилниот, што е со мобилниот? Вела дека демек тоа е доста важно да го бришеме мобилниот барем еднаш два пати. Мобилниот би можел, меѓутоа ако ги миеме рацете и тој е чист. И тој си е чист. Така си се сведува на тоа. А нели деновиве врти муабетов за Сумамет и таа комбинација што се врти по социјални мрежи, што наводно е многу ефикасна. Прво издржани ли се муабетиве што се шират низ луѓето? Значи вака, прво не е само Сумамедот сам, само да кажам дека Сумамедот, јас сум дел од тимот што го промовирал во светот од 90-ти наваки, односно во нашата земја, и сум бил 30 години соработник надворешен на плива за Сумамед, сум го испитал како делува исклучиво на бактерии. На вируси воопшто не делува. И во овој случај делува заедно со еден антималарик, со еден антибактериски лек, со антималаричен да делува на вирусен. Е многу интересно прашање, меѓутоа праксата ако дава резултати, после ќе мислиме кој е механизмот. Има само теории. Значи, тој се дава исклучиво, прво да се провери срцевата работа, особено заради тој што содржи кинин, антималарикот, веќе имаме смртни случаи од луѓе што на своја рака земале хлороквин. Тоа е многу важно. Второ, азитромицинот веројатно и одбран што е тој лек што го има во инфузии, не овој што купуваат вапчи. Значи само во болница. Ни случајно дома и тоа само што ќе одредат кои пациенти
праќаат во тој критериум да го примат тој лек. Не било кој пациенти, штетата може да е поголема. Нивното дејство, предпоставам, азитромицинот е лек кој влегува во клетките, или сумамет, како заштитено име на плива, и веројатно во клетките влегува и вирусот. Тука прави некој имуномодулаторно дејство, го намалува воспалението, бидејќи голем дел од овие случаи, како што имавме ние пред некој ден, кај што човекот за 2 сата си одија, пред тоа бил релативно добар, не од самиот вирус, туку организмот одеднаш ги напаѓа сите клетки кои се инфицирани со вирусот и ги уништува. До тој степен да значи реагира многу бурно. Презема организмот многу голема сила и се убива сам себе. Одбрамбениот систем. Може да го намалат воспалението, таа се вика цитокинска бура, кај тие смртни случаи, 30% тоа умират, да го намали воспалението и за тоа да имат добри ефекти. Дури има парадоксални ситуации да некои луѓе се спасени со тоа што им се давани имуносупресивни средства кои го намалуваат имунитетот, ама треба да се знае кога да го даде. Кога гледаат дека тргна оваа цитокинска бура да го намали воспалението, да не се организмот да не си ги уништи сите клетки кои се нападнат. Така реков, се знаеме, ама за човекот уште многу имаме да учиме. Добро, ама сето ова е само во медицински услови, не можеш дома да... Е многу добро што е влезена во клинички студии светски, значи сепак е под некаква контрола. Има на кој да им се даде, протокол има, како да се следи резултатот и така натаму. Се надеваме, бидејќи е под закрила на светската организација, дека тие пациенти се посрекни од ние другите, макар што секогаш има опасност. Овакви лекови на кои не пишува дека се индицирани во, да кажам, под наводници мирнодопски услови, никој не сме да ги даде, ќе одговара. Меѓутоа сега се случува да се дават и затоа кажам на тешко болните да им го спасат животот. Не дај Боже ова да земат дома да пијат сите, и тоа само овој што го има по аптеки, сумамедот, го има и во многу други производители денеска, а уште превентивно. Тоа е, мислам, лудост. Катастрофа. Само ќе добиеме токсични реакции кај пациентите и ќе добиеме уште поотпорни бактерии, бидејќи се пие, кога се луѓето... И само ќе си го згрчиме, само системот ќе си го згрчиме и нема да може да се помогне. Апсолутно, мислам, апелирам, не знам зашто го купуваат и зашто го чуваат. Тој не е за дома. Значи, овие студии се прават во болница и тоа на терцијална здравствена инфективна клиника под специјални услови. Во некои други болници, некои други комбинации на лекови ќе се испитаат. Ние немаме време да чекаме нов лек. За нов лек треба 24 години, скратена постапка 12, да се докаже, да се испитува клинички. Ние гледаме сега, односно светот гледа со постоечки лекови, дали може нешто да се спаси од овие смртни случаи. Далеко дека ќе има лек, сите дома ќе си опиеме и нема гај. Тоа вакцината може да не спаси. Сега ова е тоа за тешките случаи. Јасно. И повеќе од јасни сте и последно прашање нешто, што правите чисто онака по дома, да речам за разумнода, у овакво бурно време кога верувам и многу... Идам до продавници, иако сум највозрасен, сепак јас се вршам таа работа, носам маска која ќе влезам, а меѓутоа да не е специјално не за загаден воздух, поише заради другите. Луѓе не сме малце, 5 души сме, така да имам еден гимназијалец, 2 девојчиња досlovно, доволно е со нив, работиме домашни, пишуваме. Има што да се прави. Оди на работа на приватна фирма, тука нема, мора да издржи колку може. Меѓутоа секој своја канцеларија се штитат, така да мислам дека сме 100% заштитени. Ве поздравувам многу и ве посакувам да останете добро, да останете здрави, да бидеме во контакт. Пријатно. Ви благодарам многу. И на вас исто.